Ајде почини. Да. Ајде. 3, 4. 3, 4. Зашто збориме? За талент. Полу дебата, полу... Да, малце контекстче. Пред некое време со Жаре си рековме да збориме за талент. Односно да посветиме една епизода за концептот, идејата, кој да е, што е и да е разбирањето за поимот талент. Ама у тој момент, за разлика од други епизоди која сме ја и он, си рековме, ама ај ќе ја правиме, оти обично си споделуваме концептот. И може и сте приметиле до сега, кога разработуваме теми со Жаре, Жаре си доаѓа со некој дел од материјалот покриен, ја доаѓам со некој дел од материјалот покриен, нормално се координираме и така пробуваме да доловиме одредени теми. Темата талент решивме да ја правиме различно, у смисла не си ги знаеме концептите, не си ни знаеме што мислиме за тоа, не си ни ги знаеме ни ставовите на тема талент и денес ексклузивно си откриваме и еден на друг, а и пред вас што и како го подразбираме ние тој може ке нема да се слагаме, може. И успат валја ќе даеме и некое си наше видување за што тоа како се сваќа и така дале. Така што бум, Жаре, што е талент според тебе? Поред мене талент, се менја и мислење во истекот на годините и искуствата што ги имаш. Као мал мислев дека е све, 50% е талент, 50% е тренинг. Али и книги читање, и низ ресерч, и сваќаш уствари дека и од тебе талент, да, и од лични искуства и што сум можела да се навратам после читањето на книгите, себе анализата која се направила у главата, како, зашто, кој период ми било, зашто јас сум бил оној талентираниот у кошарка, Жаре е талент, и мислам дека ми имаат осакатено со тој збор, зашто јас сум си го врзал у крпче, јас сум талент сум јас, што се. А уствари, кога ќе се навратам, јас со баскет спалдинг што ми го купија моите у 4-5 оделение, кожен, убав, 50 марки од Емилијано. Тачно знам кој. NBA спалдинг, најубавиот баскет што постои. Јас пиев со него, јадев со него, с телевизија гледав со баскетот, идев на кош надвор со баскетот, се враќа прљав, ваков, тако. Јас со баскетот бев цело време. Ја навраќајки се, ствари не сум бил талентиран, ја несвесно сум тренирал по 8 сата на ден, не сакајки. Да. Ние на летен распуст одевме на кош у 11 бајле, тоест у 11 доаѓаа сите, ја одев у 9, зашто толку многу сакав да играм кошарка, да шутирам на кош, да положувам, да давам кошеви, што несвесно сум тренирал, не сум знаел ја за тоа. И ќе доа други у 11, и јас стално со големите сум играл, само мене ме зима од малите. И Жаре ќе го земе, добар, разбираш, дете, ама се држи со големите у мало. Тоа е майлстоун, бе. Майлстоун, да. Мал со големите кој игра, како 5 години постари од мене и се ти си најслабиот. Како не? не? Ја даваат укјош, па шутни, па и физички си многу послаб. И тука се напредој, се ќе навлеземе и тие работи. Али јас сум мислел талент дека е тоа. Те плюкнал Господ, тој си дадено ти е тебе, ти си тој и Джайли Бу. Fixed or не си ни мислел, така ти кажале. Така сум го сваќал, не сум го размислувал свесно. Јас. Сум го сватил као печат. Или си или не си. Или Господ ти рекол ти ќе бидеш или нема да бидеш. Разбираш, од раѓање си или не си. А нема врска ти 100 години после тоа што ќе вежбаш, тренираш сати. Сега, после читање на книги и себе анализа е преку 30 нешто 32 годишно искуство,
сваќам дека уствари талентот е интерес. Еден тип на интерес. За тебе да те заинтересира нешто, да ти му се посветиш доволно многу и да ти е цело време интересно и забавно и да го правиш исто, за да станеш подоброто. Уствари талент денес од оваа перспектива го сваѓам као интерес за нешто. Дали е музика, дали треба да имаш предиспозиции за нешто, апсолутно да. Колку скокаш одраз, тоа е. Така те дал. Убав глас, дали некој има предиспозиции за пеење, дали треба, да. Дали е одреден процент и тоа, да. Дали ти некаков тип на моторика имаш подобра од другите деца, точно и тие се некои работи што си едноставно роден и ти се во гените. Или колку ќе пораснеш висок. Јас многу подобро сум совладувал спортови, детски, шуто дупе умало, фудбал не сум тренирал ја. Па реално тоа сме играли. Јаката вештина. Да, али пак фудбал, ме разбираш? Да, можеби, ама не ја не сум професионален фудбалер. Имало деца од моje мало, што као деца сум бил подобар во фудбал, а денеска се професионални спортисти на тоа шуто дупе која сме играли. Ме разбираш? Сега. Чекај. Сега јас. Не, да, него да се докажам само е дали ќе пораснеш, тоа е, се раѓаш висок, низок, јебега, тој ти е генот. Генот уствари е тоа што ги носи некој кој си тип на предиспозиции за ти да си предодреден да негуваш некаков си талент, интерес. Да, до тука е. Се понатака верувам дека си ти. Еве сега. Твое гледиште. Ко прво, исто. Јас сега одговарам на прашањето што е талент. Ако земеш да читаш, како прво не ни има унифицирана дефиниција. Нема. Од различни извори, различно нешто читаш. Што значи open for debate. Секој различно си го сваќа и покрај тоа е точно нијансата кај што претпоставував дека ќе се разликуваме. Иствари не знам ни дали е сега разликување тоа, затоа што јас би рекол после моето патешествие дека денес талент е предиспозиција. Точка. Не мора повеќе, ако треба да го разглобуваме повеќе, ќе почнеме да влагаме во неточни води. Нема да држи. Добро, е се еден челендж. Сваќаш? За предиспозицијата, кој е тоа талент. За шах кој има предиспозиција? Чекај. Са јас сакам да го редефинирам сваќањето на зборот талент со тоа што кажувам талент е предиспозиција. Затоа што денес повеќето луѓе кога ќе кажеш талент одма асоцира со врвот на дисциплината, со елитата, со тој што е најдобриот, со тоа е не. Затоа што во истата таа реченица која вие го мислите тоа, сите луѓе, вие, знаете, свесни сте дека тој некој тренирал, вежбал, правил, и плюс не го гледате као бебе, го гледате како возрастен човек или дете или што е, ама не го гледаш излезен од мајката сега и значи не. Тоа што вие го гледате као талент, некој свири на виолина на 10 години или Джордан куца од слободни. Кај сака. Сваќаш? Во истата реченица дори го мислиш ти тоа, автоматски во пакет ставаш тренинг. Да. Сваќаш? Јас сакам да разграничам и ти тука ти така настапи. Не. Ако веќе ние у пакет со сваќањето за талент го ставаме тренинг, ама не го кажуваме, не може така. Не може тоа што е тогаш прашуваш, окей, тоа што е талент. Сега, ама знаеш, ама роден, ама он мислеш, тука е сега нијансата. И за да ја разграничам у мојата глава,
што е талент, а што е тренинг, и ти убаво кажа, некоја мешавина од генот, ја тоа го викам предиспозиција. Оти мојата патека па беше контра од твојата. Ти си тргнал со некое си сваќање, дали ти рекол или така си го сватил, јас сум талент и сега за тоа сум толку јак кошаркар. Моето прво соочување со тој концепт беше со атлетика, која после некое време тренирање, ја станав за прв пат, дали подиум, да речеме подиум. Као прв значителен успех, Медал се земал. некоја медалче, беше на државно првенство, младинско, прво бев втор и наредниот ден бев прв. Ама на тоа предходеа неописливо многу тренинзи за мене до тогаш во животот. Спориме 17 години. Ја бев кошаркар, ама за мене кошарката беше понеделник, среда, петок, Забава. Вебо. У Гуц Соколи. Соколи. Толку. И ја мислев дека сум кошаркар, бе, тренирам кошарка. Понеделник, среда, петок, по 1 сат, што сакаш, бе. Почињам ја атлетика. Пред школа, после школа. Шамар. Пред школа, после школа. Пред школа, после... А кога одмарате? Кој тренерка ма вика, какова... Што е недела и недела тренинг. И сабота тренинг. Ја тоа сега го живеам некое време и победувам. И у мојата глава, јас сум 100% заслужен за оваа победа. 100%. Ова е моје дело, ја станував, ја трчав, ја гинев, ја јадев, ја жртвував, Така е. јас сум одговорен за оваа медаља. Така, Апсолутно. тече животот, ја трчам ко конј, вој трча ко конј. Он победува, ја не победувам. Оној трча ко конј, ја трчам ко конј, он победува, ја не победувам. Ја трчам ко конј, 1, 2, 3, 15 години, олимписки сон, норма, каква норма, не се приближувам до норма. И екскјусот, како оправданието е, Изговорот. немам талент. Наеднаш сега почнува да влага во мојата слика, Да бе За оправданието животот? изговорот. абе, он е талентиран. И сега, сакаш како од контра доаѓам ја, за да почне тоа, не, ја не сум талентиран, толку е мојот талент, тој таму е роден со тој талент и тоа е, колку и да трчам ја, Збориш за со трчачи, како Да. и да се вика, Да, бе, teammates. Исто тренирате глобали. или идете на Имало некој и мит, тиммейтс, ама разликите се тука негде. Сега веќе глобали збориме. да речеме одите во Белград и Тренирам доаѓаат, више 10 години, и нема... некој со Словачка бе победува сите. за Не бе 2 ли секунди. само знам колку треба да се трча 400 норма, Мгм. а знам колку трчам ја. И го гледам ова и си кажам, а што бе, 10 години ја вака ако напредувам на 120 ќе трчам нормала. Сега што го согледувам, чекај бе малце, Аха. што повеќе може да правам? Ништо друго не правам у животот, а нормава Далеку си. сон. Сон. И тука доаѓа оправданието, не бе ти фали талент. Наредна фаза, сваќаш како не бе си тренирал ко индијанец у Македонија, без тренер, без Врскан, опрема, бе. без ништо, претрениран, пола од годината претрениран, Трака е јако. па ми се враќа се, а чекај маце, ја уствари утка 10 години. Грешно си вежбал. Грешка сум тренирал, ај сега друга различно тренира. И така, на на оваа страна, на оваа страна, на оваа страна, за денес, денес, пред неколку години, ми се раѓа керката, нема никакви притисоци, си играме по дома, ово оно, имам јас сеќавање за како сум функционирал ја на 6 години, како функционира керка ми на 6 години, и сега полека некои други коцки ми се комплетира една нова така нијанса на сликата.
Детски игри најобични, нема тука тренинзи, нема тука таленти, најосновни моменти кои ти што кажа многу тачно. Топчето као ќе офати. Да, и дали ќе го фати? Дали ќе офати? Со една Како рака, ќе со две фати? раце. Кај ќе офрли? Нема да го фрли. Мене не ми објаснувале. Ми фрлиле топче, так, Да. залепено за рука. Иди објасни го. Иди објасни го тоа. Рефлекс. И собери 100 деца умало, на повеќето топката у глата ќе му мавне, некој ќе се снајде со две, ама едно нема да треба да му кажеш како се фаќа топче. А ни што треба да направи ќе му го фрлиш? Тоа е родено со што и да е сплетката Моторика? од бесконачните дури и тоа ген е Кини мени и тоа. дури и тоа е недообјаснено. Што Да. знаеме? Ништо не знаеме. Од сите генерации, од која генерација? Бесконечно фактори имаат удел тука за која е сега тој код у генот што се направило за детево така тоа си имал ти предиспозиција. Тоа е. Hand-eye coordination. Да. Ти објаснил тебе некој топка како се фаќа? Јас за себе памтам. Јас сум бил едно од 100. Так, Исто? фудбал, дриблинзи. Не ми треба мене инструктор да ми каже сега оваа рака вака се поставува па се префалше. Не бе, гледам на телевизија, искачам на улица, копи-пейст. Ко гледам дриблингот, Да, да. го правам дриблингот. Ко гледам, го правам. И тука сега ми текнува, чекај бе, малце бе, ја у пето оделение, исто така никој ништо не тренирал, цела генерација 8 паралелки пето оделение, Вера наставничката по физичко, строење војска, трака на 60 метра. Кој тренира без спринт у Никој. пето оделение? Никој жив. Така, 8 паралелки, по 30 деца, 240. Кој ќе победи? Тој што има предиспозиции. 6 метра не е тренинг у пето оделение. Тој што играл вајда што трча фудбалерче некој. Кој е може- играл, никој ништо не играл. Пето деление не е малку. Ја победувам. Со нетренирање с кошарка. Зашто сум ја... Не, нема врска ова со кошарка. До тој момент не си тренирал кошарка? Што сум тренирал бркање у мало и да сум тренирал кошарка, што има врска тоа со Пак се спринт трча на право 60. напред назад. Добро имало и фудбалери, нема везе. Јас сега од оваа гледна точка, гледајќи како на мојата ќерка не и лепи топчето на рака, и мојата сопруга, поздрав, ве сакам и двете до крајот на животот, е иста како ќерка ми и ден денес не и лепи топчето на рака, and yet, ја можам од спиење да ме разбудиш, бам, лева, десна, без тренинг. Така. И тоа го поврзувам и со зашто сум бил ја тој што победил у пето оделение на 6 метра. Одредени си предиспозиции на моево тело има некоја си Има бе, има. предиспозиција за спорт, моторика, нервно-мускулна конекција, што и да е. Ама толку. Да. Толку крај. Се следното Нема прашање ни е- проценти. Тука сакав сега да ти се надоврзам и кажи речи 99% согласам со твоево. Усвари 100%, само различна терминологија искористивме. Ја денес, кој ќе ме праша проценти, колку е, зашто баби жаби ми е тоа, какви проценти, што мериш? Ова едново не се мери. Како се мери? Талент. Како се мери дете на 6 години што фаќа топка? Што мериме? Што мериме? И како? И колку? Што уште немаме ни медицина, ни технологија што го мери тоа. Што мери? Кодот како се уклучил и окото видело и пуштило сигнал на мускулот. Што мериме, човек? Ништо не мери. Значи, ако не мериш, нема проценти. Значи, не се мери, не постои како фактор. Тачно. Како фактор не постои, само има предиспозиции и толку. И by the way, многу луѓе нема ни да си ги најдат предиспозициите.
Не ни знае зашто има предиспозиција. Ја и ти имаме за спорт предиспозиција. И тоа и тоа е преопшто. За некоја многу тесна гранка од спорт имаме предиспозиција. Немам за пливање предиспозиција. Немам ни јас. Имам за топче и можеби за спринт. И крај на приказната. А добро, 90% со топки. Ама пак Моето видување денес е тоа и да се вратиме сега на сликата што се раѓа кај повеќето луѓе кој ќе се каже талент. Не, луѓе, вие што гледате е тренинг, труд, мотивација и тако даје. И можеби некои си срекни околности, дали се родил во близина на стадион, дали скијач. географски многу има. Може има предиспозиции за скијач, ама се родил у Зимбабве. Што да прави? Така. Тоа е на страна, ама тоа што вие го гледате Тоа е сплетна по околности. телевизија и го нарекувате талент е предиспозиција, неодреден процент колку и 100% труд, тренинг и се друго. Посветено до смрт крвнички. Може да заклучиме што е талент. Дан на таа тема. Да, Како да си ги најдеш тие предиспозиции? Сега, има една приказка за после Втора светска војна, која некој маđар, заборев како се викаше, Унгарец. Лазло нешто, како беше, Полгер нешто, не е битно, им се објаснувал у Унгарија, да, унгарец, за талентов. Не, тоа е или си или не си. И сега рачуне после 1946-7 година. И овој, не, јас ќе ви докажам дека е све со работа. Не, ај, добро, контра, окей. Се повлекува човек. Наоѓа жена, се жени, вика, ќе ја истерам правдинава, јас сам до крај, животот го посветува на тоа. У се раѓа една ќерка. Што е нешто, вика, ако е уметност, ако свири, ако пишува, ако слика, ја вика од една година да вика ти давам не за четката, никој не го гледа, како што е случајот со Моцарт. И она на 3 години да нацрта некоја слика, ќе го го е талентирано детево, како вака ова 3 годишно дете, моево 3 годишно ще не збори, разбираш? Арно, ама и со Моцарт била ситуацијата таква, неговите биле композитори. И од 8 месеци, од 8 месеци го труеле, од кога знае да збори детево, ноти учи, не учи зборови, разбираш? До, ре, ми, фа, сол, и како се пишува. И на 3 години, после 2 години и 4 Не е ни месеци. со намера, само ја абсорбира околината. Дете е сунгер. И неговите ноти, Моцарт напишал, било срање, ама нема везе, напишал. И сега до ден денес на 3 години нема везе. Сега со човеков пример, вика, ако е уметник, како Моцарт, го кажува за пример, ќе биде талентиран и пак нема да ми го... Ја што и да направам, пак ќе кажам талентиран. Он бара што е за да не му што го е спорат. мерливо да не можеш да ми го спориш. Шах. Девојче. Сега више знам примеров. И вика, тоа е тоа. Еве за тие што не знаат, ќе докажеме пред. Да. Ту се раѓа едната ќерка. Како он, да ја вика, како јас вика не за интересот за шах, да го направам за она да не се откаже. За може да го истерим експериментот. Истина правда. Преку која дете, нели не сваќа се точка А до точка Б, него преку игра, преку некои интересни работи да го направи интересен шахот, да детево доволно се обседне, да се заинтересира и да почне шах. И девојчо почиња. Симулира он. Да, он ова е Симулира nurture. да, долгоживотен проект на некој Да, човек со да. своите деца, нели што го прави. И сега он симулира да баш nurture, нели што е талент, имам напишано nature versus nurture. Симулира интерес. Симулира nurture, интерес, да. Тоест го симулира ова, да, што го збориме дека талент е интерес. Он вештачки пробува да го наметне, нели, али тоа преку игра така, Така све да, биде кој што треба. И девојчо фаќа интерес и почиња, ајде да игра шах. Игра и станува некој рекордер таму до 12, 14, 16 години. Човеков има после понатака второ дете. И тоа иста шема, постара оваа ќерка со нејзе багара, джагара, бугара, тралала, вози и детево, се раѓа и трето Још дете. болја. Втора уствари била најслаба од трите. Аха. Се раѓа трето дете. Таа е. Таа.
Сега ќе дам уште еден пример со Серена и со Венус Вилијамс. Чекај, доврши го. Да, Третава, право за ја ова. прати истава прича. Третава ја прави, значи трите деца негови Грейн мастер. да, трите деца истиот пат го проаѓаат, интересот тоа. Арно, ама третово има оној трешхолд, што го зборевме во прошли епизоди, кај што го ја тепаат доволно, ама не доволно за да се откаже, ја победуваат. Има ситни моменти кај што еј, оне го видов и ги шахмат ми напред. Следен пат ќе да и што толку огинот кај нејзе се зголемува, ја подпалува. Прва стигнува до некој ниво кај што супер, да, прави и таа е грандмастер. На не знам колку години, на 21, не, на 18. Среднава ќерка, паралелно више се 3 деца, најслаба, некој шампионка, станува, добива губи и понатака. Не е лузер, али? Не е толку успешна како другите две и понатака, пишува во експериментов, која ќе ги прашате и семејството и фамилијата на фамилијаните пријатели на луѓето, кажува дека ова најмал и интерес имала за шахот. Среднава. Не ја ни интересирало за да се обседне како најмалава, Јасно. за да ги стигне височините и успехот што она ги постигнала. Арно, ама најмалава била 5-та, 4-та, 3-та. Не дека била лоша шахистка, али малава се обседнала и станала некој грандмастер, светски шампион таму, сјебала мајката, не е важно, отишла во некој височини у полето до крај. И на крајот пак на човеков не му признане тоа. Пак ви кажа талентираните децата, како трите ќерки за шах, ако најмалава ти е најталентирана. Абе човек, најобседната беше малата. Да. Толку се заинтересира и сега помали деца, јас сум помал брат, сакаш да се докажуваш, да победиш, да ова, да она, епа тоа му се случило на дете. Се обседнало со шахот, али домашното надпреварување што било со постарите сестри, да ги победи, да биде подобра од нив, лелеп најстарава е ова, најстарава, малце постарава е ова, да ги надмаши нив и со тоа желбата огинот и се има разгорено и стигнало дека што стигнал. Сега шо е The moral of the story, талент е интерес да се обседнеш да се... Мотивација, интерес, докажи се пред Али овој. шах, затоа те прашав, што предиспозиции ти ќе имаш за шах? Не е хен тоа е координација тоа тоа. Не, нешто у мозок. Патерни, Не, да, памтење, нешто у меморија. мозок, да. Меѓутоа шах е ментална гимнастика. Затоа така ја вика. Значи ја памтам оваа цела студија, да не ти текнува што шо е таткото? Нема врска со шах. Нема врска Нема, со Втора шах, светска војна искачаат, он вика бла бла бла. човек, психолог Да. валјда шо бил. И не знам што беше. Се истава прича си ја поврзав паралелно. Филмов Кинг Ричард, кој го нема гледано, домашно, за овие работи. Вил Смит е Вил Смит е таткото за Серена и Венус Вилијамс. Да. Венус е постарата, Серена е помалата. И се они 5 деца. Да. И не може од таа фамилија сите 5 Уште. деца да се нешто успешни. Све се женски. Све се Све женски. се женски. 5 ќерки има во Комптон, во гето во Америка, во LA, мислам, Комптон. LA Комптон. Кај што нели оние NWA рапери не. Најнесоодветното место за тенис. Најнесоодветно. 2 тениски терена има паралелно и толку. Јавни. Се црнци, се дила дрога, 99% се дила дрога, не се ова, како се вика, одгледуваат од држава терени, врска. Не бе јавни онака, искршен отворени. пола бетон, Да, тука бе, да, точно да. ти скока, те брка, разбираш. Овој земал две ќерки, ќе ги прави тенисерки. Едната му е адвокат, успешен, другата првенец на генерација, не знам што треба, поет. Овие две се тенисерки. И Венус и Серена ги зима двете под своја закрил. Нема тоа врдање лево десно, ти ки искачаш ке ова, ке они се они толку им даваат на деца обврски да прават, да се обземат со тоа и да немаат време за глупости да прават. Ти ки идеш на клавир, после тоа на поезија, си се домашно имаш. Ама че не. Сите заедно ќе гледаме Цртан, на пример. Па ајде деца, што научивте од Цртанов? Како што научивте од Цртан? Не, имаше поента Цртанов се. Ајде кажи ти. Не сте сватиле? Ајде почеток. Ама не, како не. Значи се е тука competition у фамилијава, надпревар. Што свати, како разбра ова, се мора pouка да се излежи. Сам свесно ги терал човеков да со жена му заедно, да деца ги направат, да ги исправат на прав пат. Има еден многу јак момент у филмот. Се ежам сега кога го помислам, кога Серена гори цело време. И цело време Венус. И оваа е помала, има 14, оваа има 16 години ја постара.
И кога носат на тој теренот, нели, за да настапи на тоа првиот професионален турнир, мала кога гледа, ќе се заплаче, знаеш, кога ќе ми дое редот. И вика, имам план за сестра ти да биде најдобра на светот. Број 1, прва црнкиња што ќе освои Вимблдон, првата црнкиња жена што ќе биде број 1 на планетата. И овој како гледа, вика, за тебе имам друг план, вика, ти ќе бидеш најдобра на сите времења. Зашо малава го гледа тоа, го оди истиот пат, ама не е шансата сега, чекај. И она ќе ти каже, почекај уште малце. А гориш од желбаш, дај сега, не, почекај уште малце. Те држи, ти го разгорува ватрата. И ваljda било и со едно човеков приказнава исто со унгарецов, со детево со шахот. Чекај, не ти е тебе, сестра ти се. Зашто не постарат, ама не е толку, не, почекај. Тука е оној жар за докажување, најмала сестра, најмало дете. Сега знаеш нешто ме И потсеќаш? стварно Сирена е најдобра на сите времења. Дека рековме труд, тука нема што да се дообјаснува, тоа е едноставно тренинг и посветеност, сати, не знам што. Ама, а јас имав пишано каква улога сега игра и мотивација во целава оваа слика и ова што го спориш ти е ствари една форма на мотивација. Ама не мотивација изле мотивационо видео, Не. него живото да те натера, да така. гори тој огин, да. И не знам сега пак од негде ми е прочитано или слушано, што прави мотивацијата? Кога две, да речеме, идентични ситуации кај две различни индивидуи се во тренажен процес, исто посветени, трала. И се случува некаква, како се вика, нешто неубаво или некоја неубава ситуација? Неубава ситуација, например, не знам, еве со Серена, да речеме, требало adversity. Ај, како е adversity? Не знам. Adversity. Сега пробувам пример Предизвик. да ми некаков предизвик. Некаков тип на предизвик. Некаков тип Али на негативен, што треба да помине. Лоша ситуација, предизвикувачки лоша. негативен предизвик, идеш на тренинг и мрежата на игралиштето паднала. Нечини, да. Се ски нема мрежа денес. Тоа е Нема банален адверс. Глупост, ама не знам како другаче го долам, затоа што adversity мене ми е многу доволно кратко. јасно. На Михаел Шумахер умира мајка му. Денте има трка, оди на трката и победува. Се. И вика ова беше за мајка. Тоа е адверсити. Тоа е многу екстремен голем, не дај случај Боже, на ниво. adversity. Али Поентата е, ти се случува нешто што не ти е по план, да. не баш ти така. го леснува тренингот, не ја прави помалку оптимална ситуацијата. Ето така. Без мотивација, тоа е исклучиво тоа што е на хартија. Неоптимална ситуација, лошо, негативно, ќе го направиш тренингот, ама сега види, заради ова Тима не ми мрежата, иде, не знам што. Со мотивација, истата ситуација е, сега ќе тренирам, Супер. за ако некојаш ми се случи, да сум спремен за таа ситуација. Или еве кај нив ситуација заврнала. Имаше и таков дел. И сега мотивација што прави? Кога некој има таква мотивација, ја трансформира перцепцијата на adversity-то во тој начин што не само што во моментот ја доживува различно, туку и ефектот на тренингот е различен. Еве ми текна adversity. Кога тренирав ја најпосветено бајк, си имав план, се почиња тренинг у 7 сабајле. И не знам што се деси, се будам у 4 и нешто вечерта и не можам да презаспиам. Оп, изговор у главата. И сега, Критикот. сега нема да имам доволно сон, ќе ми пропадне денот, кој ќе чека сега, не возам, ќе бидам, знаеш, не наспан, а ја посветен, или сонот е ненормално важен. И сега, без мотивација, ќе веруваш дека ете немав доволно сон, и ова сега ќе ми влијае лошо на формата, и ја ќе изгубам, Така и ќе го направиш реалност. Точно. Ама мене ми текна, тогаш читав за Fixed Growth Mindset. Бро. И ми текна, не. Ова ќе биде тренинг
Зашто ако немаш доволно сон? Ете. Ја праење тренингот у 4,5. Па тоа ќе ти кажеш. Ја до 7,5 бев готов. Моето доживување на случката беше, види кој мадафака сум Да, возам у 4,5, Сам се респектираш. а и тренингот има позитивен ефект, што не ме минусира у формата, сега правеше тренинг у немање сон, не, него самиот Адитиот што го имаш према бенефит, значи имаше бенефит самиот тренинг, кој што исто направен, ако го правев со ова ќе биде лошо, ќе ми направеше лошо, ама го правев со ова ќе биде супер, имаше супер. Тоа е огромен дел у талентот. Та бе, еве ти една проста не е за талент, него е за тие ситуации што ги кажеш. Две индивидуи, исто семејство, разведени родители, таткото тепал мајката и бил пијаница. Едниот успешен, едниот неуспешен. И го прашуваат едниот, зашто еден си успешен? Па ја тешко детство, татко ме тепаше мајка ми, пијаница, бла бла, разведени родители. Прашуваат другиот, зашто си успешен? Зашто си успешен? Па многу тешко детство имав, тоа ме мотивираше. Татко ме тепаше мајката ми, на мајка ми пијаница беше, не кев да бидам како него, се направив све само да бидам спортивно. Иста ситуација, исти хаусхолд, чисто домаќинство, двајца браќа, едниот успешен, едниот неуспешен. Значи перцепцијата на работите е тоа што го менува ствари. И тоа у ситуацијата тоа било кај тебе, нако не, чека, ова, она. Не бе, уште појако, уште потешко. Па тоа е warriors mindset по 100 пат. Да, да. Ова со мотивацијата да си најдеш она silver lining све, колку и да е лошо. И сега, знаеш што сега те прашам? Зборевме за предиспозиции. За, нели, физички си имаш предиспозиции за нешто. Овој аспект дали мислиш дека е предиспозиција? Да самата индивидуа во таа ситуација помисли така, а не онака. Или е и тоа тренинг, или е и тоа еве викаме да си обседнат со тоа, ама да не е и тоа некоја предиспозиција на самиот ум, да не е со тие трите сестри, не е. Околноста, environment, околината е. Едноставно има биолошки ствари у животот. Помалото дете секад ќе се по-компетитивно ќе се огледува на поголемото. А хиерархија и компетитивност постои во животот тачка. За да живееш треба да преживееш. Да. За да преживееш треба да правиш ствари за да преживуваш. The survival of the fittest. Значи нема, значи околност, биологија, ама пак тоа е сплетна околност, на пример, пак е предиспозиција, бе. Кој што зборевме оној пат да мислиш така. Тешко детство ако имаш. Сега дали мора Џоковиќ да удирал у базенот за да повлече од тоа за 20 години понатак. И тоа е супер моќ на некој начин. Ама па кој сака да има, кој посакува на своето дете да има тешко детство, значи и тоа е фактор, еден од. Не е предиспозиција, околина е. Фактор надворешен, што немаш контрола, јеби го. Околина е. Околината има контрола. Затоа тука играат улога идоли, родители, тренери. Да. Од таа ситуација, од и детето, или човек, што знае тој? Што е посилно од чувството, не ќе мога пак да ми се деси. Дури и да има природен нагон кон негативната интерпретација, ако дојде некој и на убав начин, на елоквентен начин, со пример, те води, го мотивира, го направи некоја приказна од тоа, знаеш, некое херојско патешествие, кој не ќе да се огледа на тоа, кој не ќе да има подобра верзија од се. Значи не, повеќе околината него предиспозиција. А гледај се една работа, и херојот и лошиот вилан. Како е лошиот лик? Лошиот лик, да. Имаат секогаш, да не речам, исти бекграунд. Да. Бетмен и Џокер. Едниот ги изгубил родителите кој мал бил милиардер. Да, од истата лоша околност потекнува. Истата лоша околност. Од истиот suffering. Истиот. Овој стана лош, љут на светот. Сега ќе видите за што ми се деси. А овој па од друга страна вика, мене ми се деси, сега јас ќе направам да не се деси веќе на никој друг. Истото страдање,
произведува херој или произведува зло, Буквално. антихерој. Антихерој. Разликата е Противник на херој. околности. Разликата е околности и перцепција на истите. Како јас, ако не, што ти кажав, не ќе мога више пак да ми се деси, најубаво се учи од своите грешки, зашто кога ја осеќаш. А најпаметно е да научиш од тугите грешки, за да не се деси на тебе, него овој се заеба, добро не го правам тоа. Ама колку е тоа, што е почесто? Што Ама и има подобар печат и влијание? тоа ќе каже, Кој ќе што те има поише здоболи? ефект. Кој ќе кажат, кој Сам си кој изгорел се на заебеш млеко, или- ќе дува и на јогурт. Да, Од тамо е изреката, тоа не е Да. измислен, ја не го измислив. Боли. ефектот е Не на сакам себе. више да ме боли, пак да ми се деси. Знаеш како ти е, те мачи, не можеш да спиеш. Да не ти се Пази деси. што ми текна мене еднаш друго. Читајки за генетика, и негде прилично млад бев кога го прочитав ова, не знаеш колку убаво ми дое. Вика кога, а и стварно ако се запрашаш, како се пренесува генетскиот код? Зошто па баш прилично често, ама во фамилија на спортисти, со добра веројатност, децата ќе се родат со слични предиспозиции. Физички. Да се задржиме на таа терминологија. Рековме, предиспозиции, ништо не значи, ама може ке значи. Затоа што го пренеле кодот. Арно ама, во нивниот си животи, значи ти сега, додека живееш, со таа обсесија, со таа репетиција на праење на некои ствари, со достигнување на тие некои нивоа на надминувања. Че ти си имал природни предиспозиции што си имал, ама со тренингот ги надминуваш милионкратно. Надминувањата, страдањата, стресовите, само нанесени стресови, тренингот е стрес, психички стрес, ментален стрес, ги пребродуваш, растеш од случките, растеш, го менуваш твојот код, Да. го менуваш твоето ДНК, што го префрлаш понатака. Да. Твојот труд ќе го смени твојот код генетски, кој што ти ќе го предадеш на твоето дете. Што значи твоето дете стварно ќе наследи нешто за што ти си заслужен. Зашо се зезаат Не сите за дедо ти. црнците? Робови биле копале. Како идната генерација мускулот не им бил вретен? Ја го читам тоа. И само што мојот живот доби поента. Да. Мојот тренинг ќе влијае на па готово. Што друго повеќе? Не, значи, и така сваќам дека дури и тоа што од Господ дадено се роди талент, не, Некој рмбал. него е наследено од нечиј труд. Ако лежеле сите. Трудот е тој што го менја твојот живот, што го менја твојот код и што твоето дете ќе го наследи. Може би и не, пак ќе кажам, ова е бесконечно комплексна тема, збориме за веројатности, нормално, Све бива. не тврдам дека знам ни 0,01 од оваа тема, ама ништо од ова не е невистина. Ова е потврдено дека препреките и работите што ти во твојот живот ги правиш, го менја твојот код, кој што после твоето дете ќе го наследи или не. Или ќе наследи, може би и не е црно-бело, може ќе наследи Друг код. процент, може ќе наследи одреден сегмент од кодот, може ќе наследи и тука е таа бесконечна Може комбинација преку една на генерација ќе стварите што не ги разбираме, нити наука разбира целата слика. Ама битно, колку е тоа некако wake up да те разбуди, пази што правиш сега, оти може би ќе наследи твоето дете.
трудот е тоа што го прави. Таа посветеност, таа мотивација, тоа обседнување да се докажеш на сестрите, да бидеш шампион, да имам боли време на маратон утре и до година, стресови доаѓаат, ги пребродуваш, стресот ти прави да пораснеш, да се адаптираш. Што значи да адаптираш? Си се сменил на клеточно ниво, адаптација си направил на околината, за да еволуираш, за детето утре да е спремно со таа промена. Гледаш како се некако Ланчан. и тука го читам тоа и сваќам и паси се враќам, талент. Што е ништо не. Талент е трудот на твојот родител. Талент е, например, Федерер за око најубаво игра естетски. И за мене тоа е не се тренира. Џоковиќ не игра толку убаво можеби, али финалниот продукт, резултат е повеќе титули. Имаше ситуација, Да. он сите викаат, Федерер, најелегантно, најталентираниот играч што фатил рекет во рак. За мене тоа е навреда. Ама гледаш како се, откако зборевме сега, го меша терминологијата. Што е дека ти личи убаво? На око, На око? Што значи Естетски. најталентиран кога го пие од Џоковиќ? како Моцарт кога удира, да преубаво изгледа, не викам ли. Многу убаво. Така, ама Поубав еднорачен бекен нема, па како ефортлес ти така игра, па како да не се поти додека игра. За Ја мене мислам тоа е некој така. се меша термини. Или Меси, кој ќе ја фати ногата, лепак. Тој гол да. Не знаеш од како го направио. Роналдо од друга страна се гледа дека е робот, дека е 500 пати повторувано, дека кога престанал да ги тренира слободните удари толку често, не ги гаѓал толку често. А овој ги научува еднаш и као робот, кодот тука е, плоп, засегаш. Пум. Така некој има осет убав, пас, поестетски убаво тоа изгледа. Овој оној стално кажа, Роналдо е работа, Меси е талентот. Имаше ситуација една, не и Меси е работа, али Даде. кога еден е, можеби тука е онаа трката кој работи по напор, нели, when talent doesn't work hard, hard work beats talent, when talent doesn't work. Се случува еднаш у 100 години Майкл Џордан, кога ќе кажат it was a combination of will and skill. Обседнат невозможно, нереално, талентиран сите предиспозиции на овој свет, заинтересиран за кошарка и нема. И вика Меджик Џонсон, вика, мислевме ја и Лери Брд дека тренираме многу по 8 сата, Џордан доја, ја по 12. Како ти по by the 12? way, И по не е ни толку предиспозиции талентиран Џордан. Не, по добри предиспозиции. По вештини, по ова, по оно, не бил толку нешто многу спешал. И у хај скул, и Ја жив ми атлетицизам што имал. атлетицизам. Например, не ти докажав за Роналдо ситуацијата со Меси 2015-16 година, Меси имаше 4 балон ди ора или 5, Роналдо имаше 1. Од Роналдо освои 2009 и Меси освои 5 пари. И 2015 доаѓа, Роналдо зима. 2016 доаѓа, Роналдо зима. Се приближува. 17 дојде, не сум сигурен дали зема Роналдо или Меси, па Роналдо па го стигна, па беа тука негде 5 беа 5 балони, па Меси после избега пак. И у тие 2-3 години кога Роналдо зимаше 15 и 16, Реал Мадрид кога осваја Лига шампиони 3 пати поред, тука ги зема Роналдо. Му рекол Чави на еден тренинг на Меси, ало не си игра играчки, овој те стига, разбираш. Тилка со играчот те гледам дека се заебаваш, си играш кур, не тренираш колку што беше порано. Се задоволи. Вау. Се задоволи со постигнатото. Овој психопатов не застанува. Значи Меси талентираниот од Господ прекинал толку многу да се замарал. Дека Меси не идел на тренинг и пиел у диско цигари пушал. Да, она ноќ, една брзина, так од четврта у трета, у пета, у четврта вратил. Овој Болњов не престанува. Се враќаат до 4 сабајле, слетуваат у Мадрид. Ги зима физиотерапевтите, петорица го масираат, од четворица од еднаш го масираат. Sure. Ги зима една нога, да не се губи време, нема што, како мислиш, за 20 минути масажа од сат и ова. Стварно, да.
И он иде и трпи, нема вези. И да ги зима, ајде, со мене. И Модрич го река, Рики, која беше Лига шампиони да гледа во Киев, финале, со тој Иванчич, Матео Ковачич и Иванчич на иста улица се растени. И му се јави на Вибер, Ковачич, брате, ајде, карти, дабе, ќе ви обезбедам, не е фрка. И од Израел, они отидоа во Киев, 2000, Ливерпул кога освои Реал Мадрид со Ливерпул, пред задњата на Роналдо. Бел со маказите кога го дава тој гол. И они ја гледаат лайв. Му се јава, ајде дојдете ви у хотел, у лоби саат време со Ковачич. Cool. И на Рики му поклонува мајичка Реал Мадрид тренинг шерт. Се смееме до ден денес мирисе на парфем, вика мајицата, 100 пати јам. И нема везе, им кажал Ковачич, уствари, ај кажи за Рамос, кажи за Роналдо. Роналдо, вика, нема таков, нема. Тоа е, и сите играчи зборат. Ја и Модрич, вика, као Модрич, кој знае колку тренира Модрич, замисли си ти, он исто е Моцарт на фудбалот, многу убаво игра. И гледаш Моцарт као така го даваат као дарба. И му викал Роналдо, завршуваме вика 4 сабајле, ги зима тие батките со него на масажа, си оди дома у 6 станат, не го интересира него 2 сата спиење, он треба у 6 да истренира. Ја не сум видел вика некој толку посветен и монотон живот вика. Вие го гледате вика Роналдо, не бе брат, него животот мој вика станува 5, 6 тренинг, јаде, пак на тренинг, тимот останува, шутира, Чикен, прави, броколи. се враќа, масажа, иде дома, купил теретана. Да, знам. Рикардо Кварезма е најталентираниот португалски играч ever. Што со надвореш на тие лудите пасови. И вика, што е разлика до тебе, Роналдо? Па јас со прва да плата купи Ферари, он теретана, вика. Талентираниот ти го кажувате, разбираш? Да. Значи, и оние кај што е талентот и овој што работи, пак овој ако малце спушти талентот, не те вади од гомна. Талент е као деца. До 12-13 години ќе се вадиш. Некој е повисок, малце побрзо фаќа топката, баскет, моторика, техника. Кој ќе дојавише 6, 14, 15, 16, сериозниот тренинг. Зашто ние македонците секогаш до 16 сме лудило у сите спортови? Зашто од 16 нагоре професионалците не ни се кој што треба да се? Нема кој да ги тренира, нема кој да им каже што и како треба да тренираат. Нема кај да тренира. Нема каде, нема инфраструктура, услови, нема каде да тренираат. Ало топки немаше, баскети до пред некое време. Не заебај, значи сме со излижани баскети кога деца сме тренирали. Ама пак сме иделе, разбираш? Значи како Македонија до 14 години се лудило талентирани сите. И најдаш од 14 не сме више талентирани. Епа не е Да, кај е талентот. талентот? Значи кога треба да се работи, не работи. Кај е талентот? Кога треба да те насочи некој, мене сите тренери ми викале батич талентот. Не сакајки сакато е. Кој талент бе дечко, и бутови бе, која кошарка не пораснав. Ја не сум бил талентиран за кошарка, кој предиспозиции ги имам за кошарка? Да. Ќе ме видиш што е смешно. Не личи со рамењата така бате. Да кажеш дека за олимписко дигање тегови има предиспозиции, има да. Абе, ако збориш ова и... Али ја не сум бил талентиран за кошарка според твојата теорија, така предиспозиции. Кои предиспозиции ги има за кошаркар бе? Си го видел Војдан Стојановски, Дамјан како личат? Да. Тенки нозе, убаво тоа тенко. Апсолутно. Роден кошаркар. Абе види, можеш да имаш 10 предиспозиции од потребните 100, можеш да имаш 90 Тоа е од потребните 100. Ти имаш hand-eye coordination. Да, Камо 1,90 минимум. Минимум. Така. Камо скочност 1,20 Каде долги прсти? Да, камо За да фаќаш баскетот, топки. Значи, сега имаш предиспозиции за нешто, имаш и поише, предиспозиции имаш и и поише, предиспозиции. имаш и поише. И за тоа е толку Джордан Леброн. прво што Сите не може на овој да се свет ги има. прво што не може да се quantify, не може да се квантифицира, Да, не може. не може да се Да се мери. стави во една рамка. Не тоа. може да се мери за уопште да биде релевантно. И за тоа е нерелевантно. Затоа И затоа е вечна дискусија и дебат. Затоа толку можеме само кажеме предиспозиции толку. И без тренинг после Еве, джабе. Еве, ти Джабе. што имам запишано. Тука Майкл Джордан комерш. Рекламата. I made you think that it all started at the free throw line. Кога јас бев дома, I made you think дека every game winning shot I shot I made. Да. Вика, or maybe you're just making excuses. Така да. Не, вика не, на крај, тоа ќе maybe кажа. I ruined the game, or maybe you're just making excuses. Да, да.
Така да Тоа ќе кажев, неколку пати на неколку наврати како збориш за талент, па не знам, дали се потсеќаш на оноа fixed mindset и growth mindset? истото е. Ко ќе Само не е мајндсет, него е физичка работа, треба да стаиш. Ова е да, ама не за децата. Знаеш, да, ко ќе да, му да, кажеш да. на некој. да, за Ако ти- сваќањето. Да, за сваќањето. Апсолутно. И ако има нешто што би сакале као порака со епизодава да ја направиме, стварно сакам да ја пренесеме оваа порака кон родители, кон тренери, кон деца, кон сите што имате интеракција со некој за кој што мислите дека е талентиран, внимавајте со тие термини, Да. затоа што несвесно и ненамерно може да му направите фиксиран мајндсет Ќе створиме на тоа инвалид. дете да мисли Хендикепиран. дека или го има или го нема и нема простор за напредок. А најлошата работа што може да се направи за било кој човек без разлика спорт, професија, уметност, музика, што и да е, возраст, фаза, па и општо живење е да мислиш дека не може подобро. До тука е. Нема полошо нешто. Тоа е од тоа. откажување уствари на некој начин. Да. Несвесно. Малце тоа им го правиме. На еве сега конкретно у спорт, за спорт се задржавме, Да. на деца кога дали разговараме, дали мислиме така или директно му кажуваме ко на тебе, еј ти си талент, не му правиме услуга на тоа дете. И ти сам си приметил дека те заебале. Те заебале што ти викале дека си талент. Да. Оти ти си Сум мислел, брза лука. аха, па готово, значи јас сум талент, Шо ја Кај- втора средно, кај да цигари ќе потпишам? пушам, алкохол, дај водка да кај да пробам. потпишам? Женски до А наместо да дојде некој да ти каже, Жаре, види, ми ова се- е патот. Ми се свиѓа што сакаш да играш кошарка, ако сакаш да си тоа што си замислил, еве ти друже, 8 сата секој ден обсесија. И Ко татко му на Небојше што му кажал на него. перфектно, валидно е и да одбереш, па не икам. Како шо не со тени со татко му? Нема ништо лошо тука. План А, ова е патот. План Б, Ама ова е немој да мислиш дека со талент ќе постигнеш висини. Крај. дури не е ни фактор некој. Контра услуга. Пред некој ден читам Контра за услуга. Дженаро Гатузо. Кој ќе каже он дека е добар фудбалер, Гатузо од Милан. Сите го играат Гатузо колјачот. Иде и ти влага со две. Тоа му беше работа. Тоа му бе- Денис Родман. Тоа му беше работа. Значи, не Скокај. треба ни талент некад. И вика мене у Глазгов ми нудат како Гатузо станал уствари уште тоа и ќе затвориме епизодата како финал. Вика мене у Глазгов Рейнџерс ми нудат премногу богат договор. И татко ми доаѓа, вика мора да одиш. Јаде да му Шкотска ти не си нормален. Тоа се пари што јас за 3 животи не можам да ги заработам, што ти во еден договор ќе ги земеш. Те молам оди во Глазгов. Нема теорија. А он играл у Перуџа негде у Италија, разбираш? Не, Перуџа моти. Да потпиши ги те залепа мен. И мора, вика, татко ми ќе ме тепа. Вика, дете, идам у Глазгов. И за 2 недели бев по шкотланѓанец од шкотланѓанците. По шкот од шкотланѓанците бев. Зашто, вика? Таму, вика, отидови, сватив што ствари треба. 8 сата на ден. Трче, работи, тоа. Теретана. Вика, немаме тренинзи, нема врска, е у теретана. И вика ми рекоа колку си имаш предиспозиции на средина да трчаш, да стигаш топки, вика што шкотска фудбалот многу физички захтевен. Не се некои зналци, ама се она со срце, знаеш, гине за секоја топка. И тоа ми го врежа во глава. Значи, гледа колку битен момент. Тоа ми го врежа во глава да бидам борбен. Како се станува борбен и се гине на терен, мораш да си физички спремен. Аха, како да станам физички? Теретана. Бум. 3 сата. Така. Шпринтови, тренинг, иде и борба, ова, она. Ја вика, таму напреднав. После вика известно време. Уствари, после потпишал у Перуџа, па иде у Милан, нема да знам кариерата на Гатузо. Али никој нема да ти каже Гатузо беше Пирло. Имаш Пирло, имаш Гатузо. И едниот е светски шампион со Италија, и другиот е светски шампион. И двајцата играа за Милан, и двајцата се легенди на Милан. И што е талент? Ово е Моцарт на фудбалот. Иш. Па, лесно. Нема гримаса кога игра така све. Ово е да. Значи, овој пат е, не дека Пирло не тренирал, ама ово е нула талент,
ово е целиот талент на светот, ако можеме да кажеме. Така ти прием со топка, ти се залепи ово, тоа стварно треба. Не знам дали може да се учи, ја се заебавам, гледа го Роналдо му бега топката на остаре, разбираш? Се одбива од него како со цигла да ја мавнеш. Меси на 200 години, не мрда Модрич, технички подкован фудбалер, го ги кажат. И тоа е релативно. Да земе да тренира кон ненормален. Некој има предност, ваму некој таму осет пасо да го дава. Ама не, тоа дека ти не е изговор за да не успееш во некој спорт што сакаш да почнеш. Тоа сакав да го кажам. Да, и мене ми текна Не е изговор. така, како контрареплика за ако некој случајно има прилично контрастав на нашето и да речеме верува у талент Ето, пробај. и кај да е. Сега ми текна таа контрареплика ми било, окей, ти веруваш у талент, различно видување имаме, мојата порака е, без труд и тренинг, нема ни да дознаеш колку си талентиран. Ако не го гаиш талент. Без труд и тренинг нема ни да дознаеш колку си талентиран. Дури и да веруваш дека си, како ќе знаеш колку си? Ама ова не е теорија, ова е црно и бело, не е верувал, не верувал. Вака се работите. Не бе Има да речеме, ете, јас сум Книги кај што се со ресерч. мобајле дома, ти си надарен, ово оно, и сега он чека светот на Земи тацна, негови јас сум книги талент. прочитай зашто. Јас само имам што да му кажам. Супер, ако може ти помага да веруваш дека си талентиран, без труд и тренинг нема ни да дознаеш колку си талентиран. Ако веруваш, спуштите ми купете Outliers на Малком Гладуел Да. и Talent Code. И у Talent Code е И уште една Mindset. кратка анекдота и Mindset. И Ба, тие Mindset. три. Нема, еве овие се за талент. The Talent Code се вика книгата. Буквално е за талент да бе, целата. тоа ќе те прашав, кажи ми на кратко малце за неа. Исто е, нема. Примери, Outliers двојката. Да, 10.000 сати не ги кажува како зашто бразилците се најдобри фудбалери. Не ли сите како талентирани. Не брат, сите играат футсал 30 од милиона ги има. не од деца ги пикаат футсал да играат. Имаше пример за Роналдиньо, Роналдо дебелиот, Луис Назарио де Лима, деветката, келјавиот. келјавиот, и за Ривалдо и за Ромарио, за Роналдиньо, за некои тие што таа се попознат. генерација, ја памтам. Светски прваци 2002, ај Ромарио не е, со нив 96, 94 му порано. Зашто биле толку спретни? Роналдиньо е Меси и Роналду едно според. Бог на фудбалот. Ќе кажат најталентиран. Не, од дете го ставиле у мал фудбал, футсал топката е помала и е потешка за контролирање. Многу битно. Значи, тешка за контрола. Кој играл футсал, со футсал топка знае, ти бегаат, се одбивате. Да. Тешка е и е помала. И Помало немаш теренче, помало голче, нема контрола. помаце простор. Побрз момент на реакција треба. Знаеш, доаѓа тој тука е одма те напаѓа, не е голем фудбал пуштил па трча, па сега бркаме ние така. Не. Бам, бум, треба да се снаоѓаш. Сега они ко деца тоа више врежано, играно, истренирано и после го пушта на голем фудбал на 12 години, на 11, на 10. И ој вика, што? Примам ток, целиот простор е за мене, да. Да, бам. Hold my beer. Да. Мочање си. Ова у книгава беа Ова примери. го првиот чаптер е бразилците и фудбалот. После го нема во книгата, ова го знам од 1000 документари што сум гледал. Србија земја кошарки. Не бе брат. Пушти да видиш Предраг Даниловиќ, овие Саша Ѓорđević и компанија, Владе Дивац, милиарда документари, Дражен Петровиќ на времето. Кога не тренирам, се осеќам дека пропаѓам, вик. Мајка му вика, идеш у 6 савајле, взимаш од сала клjuč од хаус мајсторот и вака, вика, редеше вака сам столчиња. Не му треба никој не искршена сала, она табла гадна дрвена, ображ, нема ни мрежа. И он зима, вика, дрибла околу ти. Кога не тренираше, се осеќаше дека пропаѓа, вика, умест. Пеđа Даниловиќ на Партизан беше председател, не знам дали уште. Сега керка му е многу добар тенисерка, потенцијал. 1000 убацени без коски. Кој не тренирал кошарка и не гледал, без коски, ако топката ќе влезе низ обрачот, директно, без да допре, нема тоа. Без обрач. Ништо. Освен nothing but net, што викаат американците, не се важи. Ти гаѓаш, бум-бум, нула. Така кој имал шутерски тренинг. Кој имале српска репрезентација. И дори нема 1000 убацени без коски, да се брои, Ама не си одиш дома. 1000 човек, бе. Секој ден.
Стеф Кари гаѓал, реален знаеш како се спремал. бе. Реален знаеш како се спремал. Аз да. Шутирал, шти најднаш му гаса светлото. Не го интересира него тоа. Што вика шутерс менталити. Дека шутерите, сите шутери се вреѓаат и ќе им кажат ти си добар шутер. Не, на Стеф Кари татко му 8 делене му го менјал шутот. Да. Знаеш што е тоа да смени шут? Знам. Нема волу гъс не можеш да убадеш. Да. Што вика Да, зивчен да. базен не можеш да погодиш. Ве молам. Да разграничиме некој да. И што е крајната порака на книгава? Он каков став има Дека зборот талент треба да те вреѓа на крајот на денот. Нема тоа е работа, све работа, он ти ги разбива сите овие митови. Не е никој роден кошаркар, не е никој роден фудбалер. Тој self-made кроз работа треба да те вреѓа, зборот талент треба да е навреда, според мене. Што ти ја омаловажуваш да. мојата работа, што јас сум ја направил кроз 20 години. Кој е талентиран кросфитер, ај кажем? Или талентиран маратонец? Како си талентиран за 42 километра? 2 сата да трчаш. 2 сата да те боли, кој е талентиран за тоа? Жити се. Не бе, тоа е предиспозиција од мал кој што не значи Ако не ја апсолутно гаиш, ништо, ако не го џабе. правиш. Кои се родили на 18, па ти си талентиран кошаркар, се NBA ќе те Аха. подпишеме. Ден тренинг нема. Па Тоа е добро, тоа. Заре, значи тука негде сме со сваќање Што е талент? Талент е навреда. На крајот Талент е на навреда и моето видување. тоа е твоето видување. Гледаш бе, не бевме многу спротиставени. Знаев дека Не беше многу- Ти кога ми кажа дебата. Не беше конфликтна дебата, кој се беше Дебатираме овој животот на трака го остил на трчање на да, кој се бе не, добро, ја претпоставав, ама баш ме интересираше така кои нијанси, низ кои примери ти си го видел, низ кои примери ја и така. Убав муабет. Ти нешто ќе кажеш? тезава кој не ја поддржува, прочитете тие две книги. Ако не да сте живи и здрави, терете го животот така. Господ нека ви Така да, помош. така да, нормално. Тоа е тоа. Секој за себе. Поздрав, чао. Чао.